Притисоци, незадоволство и нарушени меѓучовечки односи. Група од 12 вработени во здравствениот дом Виница со отворено писмо до медиумите алармираат за проблеми со раководството, бидејќи како што тврдат, дел од персоналот бил изложен на мобинг и несоодветен третман. Тие наведуваат дека одлуките се носеле еднострано, без доволна вклученост на вработените и без транспарентни критериуми. А како последица според нив следувале промени на работни позиции, казни и нарушена работна атмосфера. Најмногу се афектирани членовите на други партии, без да се води сметка за нивниот квалитет во однос на работата и претходните достигнувања. Во службата за итна медицинска помош се доделуваат одговорности на послушниците со цел дополнителен доход за истите. Иста привилегија имаат и при изготвување на работен распоред, а тоа вклучува приправност, неправилно распределување на сменска работа во корист на поединци. Од ден во ден ситуацијата е се полоша и психички неиздржлива за нас вработените, кои не играме порото на раководството, а установата од ден во ден се повеќе пропаѓа. Не се инвестира во проекти кои ќе бидат за доброто на населението и во насока за подобра здравствена заштита. Пари недомаќински се трошат за проекти кои на пациентите им се незначителни, а самите проекти се за добра маска на сето она криминално што вешто се сокрива, се вели во писмото. Директорката на здравствениот дом Виница Весна Димитрова посочи дека не е запознаена со иницијативата и дека групата вработени не покренале никаква постапка во рамки на установата, но и дека не сака да го коментира писмото и неговата содржина. Групата вработени посочија дека писмото го доставиле и до кабинетот на министерот за здравство.